Уапсен е поранишниот висок функционер на ДУИ Бујар Дардишто. Со него се уапсени уште десетина лица кои според неофицијалните информации се дел од организирана криминална група осомничена за корупција и економски криминал. Дардишто е поранешен директор на управата за водење матични книги, а по директорското место беше именуван и за управител во ЕСМ дистрибуција, кој управува со топловодната мрежа за парно грејење. Од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција треба да соопштат поради која функција која извршувал Дардишто е уапсен. Но оттаму засега само велат дека под раководство на јавен обвинител од ОЈО-ГОК, полициски службеници од Оделот за созбивање на организиран и сериозен криминал при БЈБ и МВР од Нокеска спроведуваат активности на повеќе локации во Скопје и Куманово поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела од финансиско-економска природа. Министерот за внатрешни работи потврди дека Дардишто е уапсен, но не сподели детали бидејќи активностите на полицијата и обвинителството се уште траат. Да, имаме превземено действија кои што се во насока на лишување од слобода на лицето кое што го споменавте и ќе продолжиме да постапуваме согласно наредби на судија на претходна постапка и секако во координација со надлежното јавно обвинителство. Според неофицијалните информации, по претресите се пронајдени одземени пари во различни валути, мобилни лаптопи, хард дискови, како и финансиска документација. Дардишто беше познат во јавноста откако само во 2019 година, додека беше на директорското место, во управата за водење матични книги беа издадени речиси 22.000 погрешни изводи, а Државниот завод за ревизија истата година утврди дека издадени биле речиси 95.000 изводи, повеќе од заведеното во евиденцијата. Имаше сомнежи на антикорупцијската комисија дека за време на неговото директорување, кога се вршела дигитализација на матичните книги, имало тргување со илјадници лични информации на граѓаните, но тогаш Дардишто ги негираше наводите. Тој беше и адвокат на обвинетите за диво населје. Тамара Дичевска, Сител телевизија.